Проектна активност за истражувачко новинарство реализираше младинскиот клуб Штип со новинари кои во брошура ги дадоа резултатите за социоекономската положба на новинарите во Источна Македонија. Проектот Истражување социоекономската положба и права на новинарите во Источна Македонија е спроведен од младински клуб Штип во соработка со новинари и истражувачи, кои што спроведоа истражување со цел да се утврди реалната состојба на новинарите и да се прикаже нели со медиумите и со новинарите во Источна Македонија, исто така да се прикаже перцепцијата на новинарите за граѓанскиот сектор и обратно и да се истражат можности за евентуална соработка и да се утврди интересот на младите луѓе за работа во медиумите, еден помал сегмент. Овој проект е финансиран како субгрант од Сдруженијето за права на новинарите преку европски фондови. Истражувањето опфаќа работа на медиумите и услови во кои работат новинарите во Источна Македонија. Истражувањето кое што се спроведуваше речиси половина година даде можам да кажам поразителни резултати за состојбата на медиумите и новинарите во Источна Македонија. Од првиот аспект во однос на законот за работни односи забележавме дека новинарите немаат одмор како што предвидува законот за работни односи. Новинарите се без соодветни слободни денови како што е предвидено, работат на празници. Вториот аспект на истражувањето е финансискиот. Овде исто така можеби голем дел од колегите знаат, меѓутоа јавноста веројатно не знае. Само 10% од новинарите земаат просечна плата во Македонија. Најголем дел од новинарите, преку 50%, земаат плата која што се движи во ранг од 11 до 16.000 денари. Околу 15% од новинарите земаат плата која што се движи од 8 до 10.000 денари. Поразителен е фактот дека преку половина од новинарите кои што ние сме ги истражиле им доцни платата, односно не ја добиваат редовно. Само 47% од нив рекле дека добиваат редовно месечни примања, што исто така сметаме дека е еден поразителен резултат. Дел од истражувањето опфати аспекти на новинарите и невладениот сектор, односно аспекти за тоа што може граѓанскиот сектор да направи во насока на подобрување на состојбите со медиумите и новинарите и обратно. Во однос на истражувањето на МИА и МРТ, исто така добивме застрашувачки резултати, односно Македонската радиотелевизија заедно со радиосервисот и телевизискиот сервис во Источна Македонија има само тројца дописници. Практично телевизијата нема ниту еден дописник, немаат техничари, работат во исклучително лоши услови, немаат ниту една просторија, ниту еден дописен центар, иако им се на располагање, не ги користат. Во однос на истражувањето за МИА како државна агенција, исто така добивме изненадувачки лоши резултати, имаат многу мал број на дописници во Источна Македонија за разлика од оние во Скопје кои што се во огромен број на новинари. Новинарите земаат 200 денари од прилог за МИА и МРТ. Во брошурата која што ја издадовме пишува детално што се еден новинар треба да направи за да заработи 200 денари. И во однос на четвртиот аспект, тоа е граѓанскиот сектор и новинарите, односно медиумите. Исто така забележавме интересни податоци во однос на тоа дека новинарите и граѓанскиот сектор мора да соработуваат за да се артикулираат подобро барањата на граѓаните и еден интересен аспект за влијанието на граѓанскиот сектор врз уредувачката политика врз новинарите. Во источниот дел од Македонија и дописничката мрежа врзува крај со крај. Многу малку дописници, а покриваат голема територија. Потребно е да се прошират дописничките мрежи во овој регион. Најголем дел од новинарите кои што се дописници работат без техничари, практично се и новинари и техничари без соодветна техничка опрема што исто така загрижувачки. Морам да кажам дека она што сакавме да се задржиме и на МИА и на Македонската радиотелевизија е од аспект на тоа дека тие работат со парите на граѓаните, имаат обврска да информираат. Меѓутоа, ако земете предвид дека во источниот регион вкупно, ако се има 100% наплата на радиодифузна такса, околу 460.000 евра месечно даваат граѓаните на Источна Македонија. МРТВ враќа со 3 плати, не знам, околу 100.000 денари, што значи навистина е загрижувачка состојба и покажува дека
ова истражување би сакале да дојде до рацете и да се искористи од оние кои што треба да ги подобруваат состојбите, со тоа што македонската радиотелевизија ќе му даде подобар третман на истокот, сето тоа ќе значи веројатно и подобра конкуренција за новинарите кои што работат на истокот. Целата брошура е достапна за сите кои што сметаат дека можат да помогнат во оваа област и податоците се достапни, така да сметаме дека ќе дојдат во раците на оние кои што ќе можат да ги искористат најдобро за состојбата на новинарите да биде подобра во наредниот период. За потребите на проектот и за анкетата на брошурата истражувано е дека новинарите многу малку користат годишен одмор. Новинарите немаат слободни денови, немаат буквално ниту работно време. Тие се на работа 24 часа. Поголемиот дел од анкетираните одговориле дека 17% користат годишен одмор и имаат 15 дена за одмарање, додека само 3,4% од анкетираните новинари одговориле дека користат годишен одмор од 25 дена.